Аферата Ботокс испрати 6 во затворот во Шутка, 4 во домашен притвор, а 9 останаа без патни исправи. Вакви мерки за обезбедување одреди судот за 19 осомничени за шверци незаконско аплицирање на ботокс и филери. Според истрагата на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, осомничени се тројца лекари од болницата 8 септември, еден од Универзитетската клиника за дерматологија, сопственици на приватни дерматолошки ординации, еден цариник и еден таксист. Сите заедно, според обвинителството, формирале криминална група за незаконски увоз на фалсификувани лекови и медицински помагала за естетски интервенции. Во меѓувреме се истражуваат ефектите од недозволените медицински средства, се бараат и лицата кај кои биле аплицирани ботоксот и филерите. Од страна на Малбе обезбеден е доказ со кој што реално ни потврдува дека таквиот вид представува лек кој не би смел да се имплементира врз пациентите без при тоа да има одобрение од страна на Малмед. Сето ова во текот на истражната постапка ќе се испитува дополнително кои би биле последиците од евентуалното имплементирање врз пациенти. Ние до овој моментум немаме се уште точен податок врз колку пациенти истиот лек е имплементиран и во колку наврати и кај кои лица. Очекуваме во текот на истрагата да ги утврдуваме барем дел од лицата кои што се или би можеле да се појавуваат во својство на оштетен. Случајот го следи и лекарската комора. Оттаму за Сител велат дека досега немаат барање за преземање санкции против осомничените доктори. Апелираат до пациентите да користат здравствени услуги само во установи со гарантирана безбедност за нивното здравје. За да преземеме конкретни мерки, потребно е да се исполнат законските услови, односно да добиеме барање од надлежна институција или да имаме правосилна судска пресуда која утврдува пропуст во лекувањето или прекршување на етичките норми. Во насока на подигнување на свеста кај пациентите, истакнуваме дека здравствени услуги треба да се добиваат исклучиво во здравствени установи, каде безбедноста на пациентите и квалитетот на услугите треба да бидат загарантирани. Нелегитимните медицински третмани и употребата на недозволени препарати го осуди Сојузот на стопански комори во кој членуваат компаниите од здравствениот сектор. Велат дека се цврсто посветени на заштита на пациентите и не толерираат злоупотреби во здравството. Ваквите дејствија, доколку се потврдат од надлежните институции, представуваат сериозно нарушување на медицинската етика, директна закана за здравјето на пациентите и грубо подкопување на довербата во здравствениот систем. Со акцијата за разбивање на криминалната група која увезувала и аплицирала ботокс, полицијата на повеќе локации во Струмица, Битола и Скопје пронашла и големи количини на филери, ботокс и хилурон, близу 40.000 евра, швајцарски франци како и еден автомобил Порше. Зоран Јаневски, Сител телевизија.